Се погласни се некои невладини организации и нивните иницијативи да се легализира канабисот во медицинските цели. Една од нив е навладината Зелена алтернатива, која преку социјалните мрежи го крива гласот за легализација на канабис сативата. Посочува дека речиси секада во светот употребата на конопат, односно канабисот за производство на медицински производи е легализирано поради широкиот спектар на лековити дејства. Денеска побаравме одговор од Министерството за здравство. Дали веќе има поднесено барање, односно иницијатива за легализација на канабисот. Оттаму не информира дека за сега нема никој поднесено барање, но и не сакаат да одговорат колку се големи шансите иницијативата да биде одобрена. Онкологот доктор Дева Петрова е против било каква легализација на марихуаната. Научно не е докажано дека маслото од канабис има цитостатично дејство, дека ги уништува малигните клетки. Сега има многу подобри цитостатици кои помагаат за лекување на карциномот кој е во порана фаза. Разни начини со кои што луѓето се обидуваат да си помогнат кога се наоѓаат во одредена ситуација, меѓу тие начини користењето на варова вода. Значи постои нека теорија дека со постигнување на базичност во организмот се спречува растот на туморските клетки, се прави некој баланс, но во тоа практично не е вака научно издржано и ние како стручни лица тоа не го препорачуваме, сепак тоа пациентите го прават на своја рака, значи тоа е надвор од она што го сугерираат протоколите на стандардната медицина. Останува да се види дали ќе натежат аргументите дека не е ништо страшно ако се одобри користење на канабисот во медицински цели и да им се изгледа во пресрет на болните лица кои сега го користат нелегално или ќе преовлада мислењето дека нема потреба да се одобрува лек за кој се уште не е докажано дека лекува конкретна болест.